Јас, почитувани мои, ќе се обидам на најдобар може начин да ја представам програмата на граѓанската опција за Македонија Гром. Во Собранието на Република Македонија ќе се борам за вашите права, за вашите ставови. На вас, во секој момент ќе ви бидам достапен. Се потрудија и се договорија да ни поништуваат гласачки ливчиња секаде на голем број, каде што е господинот Зоран Поповски, неговото име заокружено и прецртано ливчето, неговото име и уште едно име заокружено, неговото име и крстови и така натаму. Сметајте дека најмалку 15.000 гласови поништија на овие избори. Но, сакам да ви кажам, да не се разочарувате. Власта се зема од власт. Никој власт не ви дава на тацна. Треба да се изборите. И ние мораме да се избориме. Ние имаме право да бараме функционална пазарна економија, а тоа значи политиката да ги тргне рацете од стопанството. Тоа значи да имаме стабилна правна рамка. Тоа значи да не ги менуваме катеден законите. Тоа значи инспекциите да ги тргнат рацете од стопанството, да го ставиме слободно да дише. Тоа значи дека имаме право во името на граѓаните да зборуваме и да кажеме дека вакви казни што ги имаме денеска се инквизициски. Тие ги уништуваат и ги угнетуваат граѓаните. Ги ставаат во поданичка положба. Ги угнетуваат предпријатијата. Треба да се потрудиме. Оние што се најслаби, а тоа се невработените, социјалните случаеви и пензионерите. Ајде да ги подзавртиме вентилите на тие извршители. Тие живеат и најмногу настрадуваат социјалните случаеви, пензионерите и навработените, нивните трансакциони. Тие трансакциони ги измисливме за да можеме полесно луѓето да ги блокираме и да ги оставаме без леп. И да знаете што се случува. Кога на социјалните случаеви општина Карпушки им даде средства да може да си купат лекови, да може да ја плати ужинката за своето дете, или да може да ја плати школарината, или да може да купи дрва, огрев, и испракаме допис до Министерството за труд и социјална политика дека ова се само дополнителни средства на нивната социјална програма што по закон имаме да ја правиме и што можеме како локална самоуправа. Тие потоа луѓето на кои што сме им доделиле средства ги кинат од евиденција, тие повеќе не се социјални случаи. Зарем тоа не е греото? Зарем тоа не е срамота што се прави од државата? Затоа нашата мисија е да застанеме зад сиромашните, да застанеме зад оние што се угнетени, да застанеме зад оние што се уплашени, да застанеме за сите граѓани кои што има потреба од потпора. Таква сме ние како политичка партија. Дали сте храбри? Јас храброста ја црпам од вашата енергија. Храбри луѓе, сложна земја. Коалиција Гром. Храбро за Македонија. Заокружи 8.